Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Софистицирано, елегантен и страшно забавен. Мојот денешен гостин е победничка комбинација. Затоа избрав да го повозам во Toyota Camry, автомобилот што совршено ќе му одговара. Не, уште не ви кажувам за кого се работи. Да ви каже баткови прво за Camry. Оваа бизнис лимузина за прв пат се појавува во 1982 и веднаш станува хит. Introducing the new front-wheel drive Toyota Camry. 19 милиони продадени возила и 8 генерации подосна, до мене стои оваа хибридна зверка од 218 конски сили. Новата Toyota Camry е Next Level хибрид. Next Level, монтажеру, не Next Time. Ајде да продолжиме. Ова е, пријатели, возачко искуство. Хибридниот погон е толку совршено тивок, а внатрешноста толку добро изолирана, што можеш да заборавиш на бучавата од улиците и свирките, влегуваш внатре и се транспортираш на твоето среќно место. Опремена за се што ти престои на патот, Camry Hybrid стандардно доаѓа со Toyota Safety Sense, уникатен сет на напредни технологии што те чуваат во секоја секунда на патот. Радарските сензори и камери помагаат во се. Ова е тоа кога ќе ти кажат очите 14 отвори ги. Епа не мора ти да отвараш, Camry го прави тоа за тебе, а ти опушти си се и вози. Не за џабе е најексклузивното возило што излегло од Toyota. Затоа денешниот гостин избрав да го повозам во Camry. Тој е еден од најпознатите актери и комичари во Македонија, но во исто време има строг поглед од кој можеш да замрзнеш. Во 1 на 1 со мене е вашиот омилен инспектор, ултра популарниот охријанец Горан Стојановски. Ало? Началниче или инспекторе, не знам како. Инспекторе, виш инспектор, тоа ме оде. Каде си? Јас сум тука негде у близина, ама не знам дали сум точно кај ти е зградава, не знам дали ја погаѓам. Сега возам по улицава кај што ми кажа. Кај што возиш, ќе одиш право, Добро? првото десно и тука ќе стоја на Ќошов. Цепам. Излезен си, или? Излезен су на улица те чека. Ај, види сега дали ме гледаш. Тоа е дипломатско околиште во најуго на светов си. Црното. Тоа. Со него. Бре, личен како. Ете сум. Шуба кола си малти, бре. Ајде. Елај те чека, ајде. Маре. Види како направи. Леле! Кај си, бре? Вселенски брод. Поштовање. Како си? Добро, фала. Ти? Да ти кажам како договорено, мислам кога да сме ти кажале. Нема болј аутфит за ова ауто, ја мислам. Абе, ме личи до ова како. Нели? Да. За тебе го одбравме. Викаме, дај Toyota, викаме за специјалнава епизода сега со Горан, најинспекторското. Кој е тоа? Јас си возам Вика, Toyota. најинспекторското. Возиш Toyota? Ама бе? Абе, напред или назад, сега дипломатски Види. се возиме или? Ке те личи и назад. Ке ме личи. Ама ај напред нека. Ај, пуста ми, Кога сме кај превозни средства, имаш ли кајче или некој глисач? Имам да ти кажам едно кајче, 3 кајчина сум имал во животот, ама 3 ми ги украде. Имаше едно Како бе така? време, па луѓе од Албанија доаѓаат тогаш во сиромаштијата ги зема ги краде. И сега се сакам. Значи нормална појава била да, не кајче. само мене туку, на сите. И што, имаш кеф да си земеш пак? Да, планирам, баш она класично кајче, не Кајче. кајче со пента само се можда разбира. појака по Да. тента, дека 10 Нормално. негде. А немаш кеф за гуменјак за таква некоја работа? Имам за риболов кој ќе одам, имам кеф за таков гуменјак, некој мајстралчина, не? Посебно пролетен период, милина. Чека, кеф ли си за риба, значи да одиш да Да. пецаш? И кај, пошто, значи за тие што не знаат малку, Горан си живее во Охрид, значи он Да. си е баш, ти си охријанец.
И кај оди охриенец на риба, да речеме? Ташмаруништа. Кај е тоа? Ташмаруништа е кога одиш према Дебар, Аха. едно село. Добро. И тука почнува дримот да се шири практично, да влегува во А ти пецаш во во дрим Лопочица. или? Да. Аха. Да, и мирно тивко место си имам најдено едно убаво. Местенце си одам таму посебно сега во Сега го кажа виш. Кој е? По местото. Може Ама, не требаш. Ама не, рибарите го знаат Ташмаруништа, ама место кај што ода ја точно. Ти кај што одиш? таму Не го знаат. не, и да го знае не може триба да падне. Основните лекции, да речеме, што би научил мене како тотален лаик во риболов, а искрено ми изгледа дека е убаво. Сите луѓе што се рибари ми викаат ако појдеш ќе се заљубиш пошто Јас ќе ти кажам зошто одам на риболов, не е заради да ја фатам рибата, туку има еден сериозен момент што го викам медитативен. Седиш ти да речеме чекаш дали да мрдне трската дека удрила рибата или да протоне тапата. И колку часа да речеме? Па тоа зависно може да биде. Јас одам од Сабајле преку лето, така од кај 5 сата до кај 12 максимум, пошто е жешко после. Точно. И ти ја гледаш тапата, и ти Да. практично цело време. Фокусот ти е на тапата. Фокусот ти е таму, а во исто време си апсолутно опуштен, ко мачка. И во одреден... Знаеш дека тоа баш е медитација? Тоа е, таа е, Зашто што нели? е медитацијата Тоа у ствари? е тоа. Ја медитирам друга, трансцендентална медитација ја вика таа, кај Така. што ти си имаш мантра што си повторуваш едно Така, зборче. да. Значи фокусот ти е на зборчето. Да ти го исчисти умот. А во Ова е случајот исто. фокусот ти е на тапата. Нема на ништо друго не мисли, само тоа и ти си спремен, а во исто време многу мирен. Така е, Тоа е- апсолутно мирен. Тоа е поентата. Значи ја кога медитирам, јас си викам некогаш, а валјда и ти го имаш тоа Да. да си викаш, како бе не можам ова чувство цел ден да И го вика имам. ќе се вратиш од нариби, бе уморен сум. Бе одушевраеше. Бе медитира. Активно. Активна Активно медитација. медитира. Сега што се работи, преспав се доснимува или беше Преспав. готов е при крај? Па не, завршивме со снимање уште на така. овогодишната, мислам дека треба при крајот на месецот да се. И како ти личи вака работа? Знаеш, бидејќи веќе се сезони набројани, не е више Ми личи да ти ништо кажам, ново. јас толку уживам на тоа снимање, ти немаш поима, рече бе И вие. што го прави различно од други, пример? Знаеш, зошто сега не викам дека ти викаш не ќе да одам на друго снимање, ама ваму со поголем кеф. Тоа ти од прилика, знаеш како, дека некој дојде и почнува да отвара фабрика за Мерцедес. Значи, добро, Така. меракот е друг. Меракот е друг и луѓето што работат таму се вистински капацитети, значи тука нема дилема. Сериозни професионалци, точно знаат што сакаат и направен е сериозно добар кастинг. А ние во меѓувреме така си ги усовршивме улогите, да речем. Се типизирани ликови, ама се тоа се прави органски, се прави од срце. И така актуелно е, луѓето сето тоа убаво го препознаваат, затоа што ти не можеш да лажеш, гледаш дека се фолираш. Така. Па види дека се фолираш, бе не те гледа и здраво, пријатно и во право е. Ти се случило тебе тоа некојаш? Да се фолирам? И да те приметат? Како не джанам, во почетокот така, јас додека реално работев на себе, гледам зошто некои така се актери харизматични привлекуваат. И тоа најчесто се гледа така по сериозните школи на холивудските филмови посебно. Добро. Гледаш лови, ко вистина. И си викам што треба да направам јас како актер да се тоа што го гледам и да се почувствува дека е вистина, вистински да е. Така. И на крајот капираш Уверливо. треба ти да си вистински таков. Нема друго чаре. Сега тука што правиш да речеме, кои се опциите? Можеш да се соживееш, рецимо да мислиш Види. на тоа 24/7, што валја не е здраво. Не можеш 24/7, али одреден период ќе треба така да помедитираш на Така. на сето тоа практично на себе. Не можам јас да имам емоции какви што имаш ти. Така, јас имам други околности на живење, ти си имаш други околности на живење. Така, тие се препознатливи, јасни. Ама кога ќе ги искажеш точно, вистински, онака како што е во реалниот живот, тогаш тоа е атрактивно, тоа е привлечно. Кога гледаш нешто фейк, не ти е привлечно. Не привлечено така е, Така. како со сила некој тоа да го прави и на крај да си викаш ако овој не дава се од себе, па зашто па ја да Сигурно. го гледам. Ти е на банална работа, двајца нешто да се подкаруваат, тука поинаква енергија, ми одма таму ти е фокусот. А инспекторов како го медитираше? Знаеш, од кај Од кај ми е? Пошто ја Јас ти ќе ти гледам, раскажам знаеш, сега од кај. ајде.
Јас работев еден период како директор на Центарот за култура, нели театарот, тие се заедно. Да, сакам и да те прашам за тоа башка, пошто ми е убава приказна, ама после. И јас се вратив од работава, да речем, низ Европа и така се отвори театарот и станав некако како што станав директор таму Так. и прв пат се соочувам со ваков менталитет. Јас сум бил научен така се договара со швабите. Се договараш тие Точно, тој, точно. тука немам дилема. А ова и двете се театри, ама различни. Ама различни, многу топли. И еден ден влегува еден човек така со бела косичка, со едно ташниче внатре и ека добар ден. Добар ден. Да ви информирам че јас овде имате надвор за зградава. Охријанец, а? Охријанец. Леле. Шут од граđevina. Аха, собрано. И да го соберете, викам, нема проблем, викам, фала што ме информиравте. Јас тогу 3-4 дена директор. Аха. Активирав комунална служба, дојде луѓето. Да. Го кренаа шутот. Еве го пак другиот ден. Добар ден. Добар ден. Што му викам? А он рече кај што беше шутон, има рече бело останато, тоа да се забреши. Ама, А да реков човеков, што сака се? да. Да го изрибаме. Едно време мене ми текви. Абе пријател, реков, а дојме ние на чорба да касниме. Аха. А уште ча не реков. Да. Тоа било. Тоа беше цело редо и јас реков, не е можно. Не е можно, реков. Рибјо, а? Рибјо чорбиче. Рибјо чорбе, како сакаш. Само да е чорбиче. Да, му чорбици да си добие пешкеш нешто во денот, тоа е целата. Да. И оттаму ми е да ти кажам тој првиот сигнал на инспектор Томе. Дека можеш натака да го градиш. Да, и мене ми кажуваат луѓе, вика тоа, вика ти што го правиш, вика ништо не. Ама не, викам што имат плюс. Леле, да се исплашиш човече. Не вери. Вери. Ајде да застанеме кога сме кај чорбиче, сега А? да те частиме едно Ајде. чорбиче. Ајде да Што застанеме. чорбаџи е, бе? Ево, вака тука. Увето. И ке ни докажеш. Ма не, бе, VIP човече. Види, кој те застанал вака? Не, кома мене толку ми убо што не ми се излегне тоткова. Да си седи, бе. Кога станува збор за однесувањето на томе, гестикулации, говор, тоналитет, пример, има малку и од кај началникот од Има, сомнително, има така. Да. Влечено е. Немаш некој конкретен лик што си му украл, знаеш, башка очигледно овој моментов со инспекторот што го кажувам што доаѓал. Можда не е конкретен лик, ама е конкретно говорно подрачје. Кој збори така? Тоа е Долна Дебрца. И баш така збора, стварно? Да, и дури не го појне го зборен. Да. А колку има жители таму? Како Ама, се тоа? јас се дружам со луѓе, да речем, од тој крај. И тоа кога зборуваат, Тоа е славна Дебарца. така е. Аха. Тоа е така импонира. Тоа е толку оригинален како јазик, ме разбираш? И ама она што е најдрагоцено е Фала ти. толку е флуентен. И сега во една прилика нели уште со Јеротија, само што кога беше Јеротија не беше до толку Да, за тоа викам го имаше таму. Да. Томе е по буржуазија. Не, буржуазија, мислам како. Тоа е како се вика просперитет. Така. Ема, тоа имаше една, дали се сеќаваш, не знам, за корупција ако правиме муавет. Добро. Пред години го отвара парламентот лели за да влезат луѓето да видат што се случува во парламент. Така отворени денови. Што така беше. Добро. Влегува некоја госпожа во парламентов и таму леле премиере ти супер ти ваков ти ова ти она лево десно и супер се враќа назад. Пук да пукниш ваков таков не Не знам. до десова, до И девет. викаат новинарка, викаат па госпоѓа нели преска рековте така. Лицемерие без срце лицемерие. Односот ме разбираш кон нешто што би требало да биде сериозно, драматично, грозно, ти го кој лицемерие. Па и тоа е малце томе. Тоа е скроз томе. Да. Така. Тој си вика бе чекај, мене ми функционираат овие работи во животот, зашто да не ги користам? Точно. Би бил глуп. Ако не ги Како користам. вика, пиши тоа дето ми е глуп. Да. Знаеш, ова ме потсеќа еден виц има со корупцијава.
Европска унија дава пари сега. Да. И има некаков проект и доаѓаат сега наредени, не знам, германецот, италијанецот и македонецот, али генерално е балканци, нека си го користат и Срби, Вицов и овој она. И сега доаѓа германецот и му вика овој од Европа, овде вика €1.000.000 сте пишеле вредност. Нека образложете. Па добро, тоа бидејќи треба вака патот, тука осветлувањето, тука водоводот, вака. Добро, фала ви. Доаѓа италијанецот, вика имате €2.000.000 пишано. Образложете. Абе вика, ми треба 1 милион за патот тука, осветлувањето, водоводот, ово, она и ми треба 1 милион за мене. Доаѓа македонецот. Вика, абе македонец, да не е грешка нешто вода, €3.000.000 пишува. Не, вика, грешка не, вика, вика, ми треба прво 1 милион да ти дам тебе, да ми го дадеш тендерот, 1 милион ми треба за мене и 1 милион ми треба на германецот да му дам да го сработи. Така. Ето има тоа, отворено, лицемерие. Лицемерие. Значи, тоа уствариш како јас сум во право и кој ќе не сум во право, да ти кажа право. Што е тоа? Тоа е реплика сега најтазе од преспав. Ново е? Да. Јас сум во право? Добро. И кој ќе не сум во право, да ти кажа право. Да ти кажа право. Ајде поете, да ова е ексклузивно, сник пик од новата сезона. Да, јас сум во право. И кој ќе не сум во право, да ти кажа право. Имаш ти некој виз добар Имам. денојаве? Имам. Ајде кажи. Мечкава Волков и Зајаков се договарат да одат на пикник. Кој се со мечки безобразни се све? Не. И ошле, зеле 2 гајби пиво, паркирале колата, реки чуво, ливат чуво, клале да се ладат пивата и мечка и кате, јабе месото го заборев јас. Ништо не одам да го земам месото, немој рече случајно никој да зело од пива, ќе скажам очоте. Договорен? Никој нема да пие. Нема проблем. Поминало време, Зајаков ми ката, бе, да земе по едно пиво, а? Абе, будала си, вика, ти ме грамни вентурито чоте, не играчки, вика. Пак врви време, жити мајка му, по едно, мај, шала, по едно, Кај ќе знае? Ај, па, по едно, гајбите светото. И гледал, кабе, нема пива, поќе нема. Абе, Волко море, ќе дојта, прашам морете. Не се кире, вика ти. Јас веќе многу го знам него. Тој кој ќе дојти, кој ќе прашат, кај се пивава? Ти ќе му речеш, и толку. И вика, и од мечкава. Носи месото около, гледа. Абе, кај се пивава? И Волков, Зајаков, шо море, кај се пивава? Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во јули 2019 година започнавме нова капитална инвестиција вредна 11 милиони евра. 8 месеци подоцна, светот запре. Интензивно работевме во вонредни услови и горди сме што успеавме да го реализираме планираното. На големото семејство на Алкалоид годинава му се придружија над 200 нови членови. Во духот на нашето мото здравјето пред се, цврсто чекориме кон нови потфати. И во годината на нашиот 85 годишен јубилеј тука сме за вас. И во добро, и во зло. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата?
Двојна добивка со М-кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-кеш, М-смарт телевизор. Аплицирај веднаш. За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Doaga zimska noć, pagat prvi snegovi, majde probaj me na -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ве очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Празниците ги спојуваат оние кои сакаат да подаруваат и оние кои сакаат да добијат подарок. А ние им подаруваме на сите. Грабни Black & Decker на попуст. Плюс, со секој купен производ добиваш подарок. Само во СБД МК. Black & Decker. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со М-кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-кеш, М-смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Зимски чај од Good Nature ќе ви исполни со топлина, ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови. Зимски чај од Good Nature мора да го имате. Има ли нешто што може да го замени мирисот на топол леп? Значи едноставно мириса на дома. Искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното, а за мене најдобро е моето брашно од Кадино, број 1 во кујната. И доколку сакате да инвестирате во нов дом, секогаш е најдобро да одберете 15 годишно искуство и неспоредлив квалитет. Golden Art ја има својата понуда за станови за сечи вкус, нудат и опција да одберете нов дом комплетно онлайн. Посетете ги на Facebook или Instagram и одберете дом, не само стан, Golden Art.
Ова што го чувствувам сега е свеж воздух. И сега ќе речете од каде свеж воздух, нели во зима кога воздухот е загаден, кога едноставно не сакаме ни да отвориме прозор, не размислуваме за такви работи. Одговорот е токму овој супер смарт Sense Air прочистувач на воздух од горење. Најдобар ловец на PM частичките од полен, миризба, чад, прашина и оно што најмногу ми се допаѓа, не знаете колку е тивок. Побарајте ги горење и уживајте зимава со овие прочистувачи. А човече, толку игра улога кога пошто ова е тимска работа. Знаеш, Преспав е тимска работа. И колку сте таму? 30 на души? Целиот тим? Да. 60-тина. 60-тина сигурно. И ако еден, двајца дојдат нерасположени или не знам какви се мргудат... Немаш време за тоа. Немаш време да се не расположиш, нема да сработиш ништо. Ама тоа е зашо е одличен тимов, зашо е... Зборданин. Така? Да. Знаеш како? А се случувало на други места, пример, знаеш, имаш двајца некои такви што се парти брейкери, да ги кажеме, и сега никако не може да тргне хемијава. Така е. Има на други, таму не. Таму не. Нема. Сам јас од она беа 5-та година веќе сработуваме, профи до профи, нема, значи прамуваме од сценец до глумец до све топ. Тоа е Мерцедес. Зошто да речеме, ние чекавме толку годиништа, децении, значи, без, се надам, нема да се навреди или никој од претходно некои обиди за таков тип на ситком и слично да се направи. Толку време се изначекавме за нешто саглам, дали е тоа дека, не знам, продукцијата или, не знам, организацијата е толку на многу високо ниво, или едноставно тоа се нормални некои си нивоа за европски рамки или... Според мене се Ама нормални. глупо ми е, знаеш, да речам евро, зошто да европски? Не бе, нормални нивоа. Сега ќе ти кажам, например, колку време снимате една епизода? Еден ден? Еден ден една епизода. Како? Така бе, фино, ќе се запнеш и ќе ја снимиш, така секој си ја знае својата работа. Таму секој си ја знае својата работа и секој работи оно што треба да работи. Значи секој е со одговорности своји? 100%. И секој си одговара ако не направи кој што треба. И никој не може да покаже прст да рече, ама ја не сум крив, мене ми рече не знам. Јас не можам да бидам, да речеме така, режисер таму изи, како тој си ја знае својата работа. Така. Нели? Јас си ја знам својата работа. Сценаристот си ја знае својата работа. Али не можам јас да бидам она што не сум. Така, ама и никој не му се ни пика веројатно во чивлите на друг, знаеш. Не. На жаре работата да е најдобар жаре, на Горан да е најдобар Горан. Фала, пријатно. Ајде здраве. Така. А како постигнавте у време на пандемија да снимите цела една сезона? Па, професионалност, така актерите си беа регуларно тестирани. И вие не можете да знаеш дистанца сега како... Јасно. Тестирани, другата екипа, така си е со маски цело време и ние сме со маски. А имавте инструкции, пример, не се гледај со луѓе надворот, снимања... Да, тоа е дел од договорот. Значи ти имаш подпишано дека... Да. Али знаеш како не е сад тој договор, немој ти... Туку бидете луѓе фер, дај да завршиме работава и да си бидите и вие внимателни. Ама подпис игра улога горе. Игра. Психички барем ќе ти стои дека знаеш... Види кога нешто ти значи... Не дека ќе те дадат на суд, тоа работа, ама кога нешто ти значи како што е Преспав мене, како што ми значи, не би направил ништо да пропадне тој проект, ме разбираш. Јасно, не кеш да го доведеш у опасност. Ни подразно. Ни подразно. А таму сте луѓе, знаеш, сите со своји... Ева, ти си, како што рековме, од Охрид. Не знам, Јелена у Хрватска си живее. Така. Ред други, Игор, некогаш е ваму, некогаш е таму, некогаш у Охрид, некогаш... Така. Да. И доаѓате онака сите собрани и многу интересно како од година на година си носите истиот елан, па не е истиот, него све Мало више. Да, бе. Да. Дали е тоа, знаеш, од кејфот дека се функционира како што треба, оно што го рековме претходно, дека се е на убаво, базично, нормално ниво и едноставно ти на некој начин под наводници не импресиониран, ама задоволен од тоа што си испочитуван како актер, организацијски што се логистички убаво направени работите, некако подсвесно даваш и уште поише од тоа што би требало да го даеш на друго место. Импонира, сериозно. 110% вложуваш на место 100. На дилема да нема, колку што можеш, ме разбираш, ќе вложиш. Затоа што прво си испочитуван како човек. Тоа ми се чини... Што значи тоа, во која смисла? Во смисла така, на ниво на дехуманизација, така и на целиот овај неолибералистички принцип, да речем. Кај што се алатки луѓето? Да, кај што се алатки,
ти така не можеш да бидеш алатка, а да не си изигран на некој начин како хумано битие. Добро, те разбирам, да. Значи, извини, ние се договараме за работа. И треба нешто да сработиме. Од тебе очекувам да сработиш поштено, честно, максимум она што можеш да го даеш, така и треба. Не доаѓам јас, леле, денеска ќе бидам на резерва. Да. Нема. Затоа, знаеш како се ќе го вратам Или малку. кај денес? Така. Не, јас можам да си покукам со колегите вака во едно ќоше пиеме кафе, кој, ама палиме машината и нема плачење. Нема плачење. Така, вистина, напорно е да снимиш ти цела една епизода цел ден. А што не спречи до сега да имаме таква една машина, што ја викаш? Зошто нема до сега? Не знам, јас Држава 30 кусур години. Јас краток период сум се занимавал со продуцентство, посебно во театар, значи друго ништо. Добро, ама пак си видел И тоа е реално тешка работа. Ме разбираш, мене не ме бива за таа работа, но има луѓе беш така како продуцентот, но што си ја познава таа работа, знае како треба. Така, знае веројатно ставање погрешни луѓе на погрешни места, едноставно недоквакани ги ставаш на позиција. Во државни институции за жал се случува тоа. Се случува така, ова е бил вака симпатичен, ова е бил од партија, бил не знам како. Мислам, заслужен. Да, нема проблем. Ќе го клајме директор, лепел плакати, супер. И кога беше кога стана директор на Охридски, од 2011 или како беше? 2015 реално 2016 почетокот до 2017 на средината. А кога дојде идејава, знаеш како вака од оваа перспектива делува чудно Охрид да нема театар, знаеш, сепак е град на културата македонски, нели? Тоа збор да нема, така и Ерусалим беше втори свеж. Рукопис. Така, што се не беше? Да. Сега така, реалноста е дека јас во животов мој сум сакал да направам театар, не да го носам дома. Туку така да остане за градот, така. Значи ти тебе оваа борба ја имаш и од претходно да се направи Охридски театар. Рачуне од сомнително лице од 93 година, тоа беше целата идеја, така да се анимира градот, да се направи така, ајто фала Богу се воспостави театарот, луѓе има вработени техника. Со основањето ти беше директор од старт, или? Не, пред мене имаше друга директорка, али јас бев тој човек што ја туркаше работата така да се основа театарот, зашто ми беше Јасно, и сега тоа го има. Локомотива. Да, тоа го има таму луѓе си работат, представи така. Јас сум малку од тој поглед доста мирен и релаксиран, така. Кога би може. Не сум повлечен во смисла, ма постои и сега тоа треба да го работи. Ти фактички играш таму? Си во дел од ансамблот? Да, сум работен како актер. Колку број членови? Ансамблот актерски е 10 луѓе, имаме драматурзи, имаме режисери, како секој еден театар. Ама 10 е како малце за театар? Не да е малце, премалце. Барем да се 30. Ама точно. Имено. Сега 10 ги играат сите представи. Ама кога би имал убава зграда, театарска, мислам дека би дошле веднаш многу луѓе. Ова ти е интересно. 100%. Пример, некој што игра во Скопски, да си рече па зошто па да не? Нели? Охрид живееш во Охрид? Не мора ни да живее, така може да си биде 3-4 месеци во Охрид. Кој бе? А зошто па да не живее? Езерото тука, кејот тука, кафичите тука, Стар град, ваков град, природа предобра. Нели? Ме потсети сега со сомнително лице, значи тоа е играно во драмски, снимено во драмски фактички тоа беше, ама тоа си е театар од, мислам, представа од Охрид, кај што сте собрани обични луѓе, така? Обични луѓе. Тоа не се актери професионални. Влюбеници. Влюбеници. Да. И како идеше процесот, дај потсети, не знаеш, тоа е стварно легендарна култна представа. Тоа беше, јас бев на факултет, нели? Заврши факултет. Ти си на ФДУ. Да, и во една од годините кога студирав, така требаше да се чита Нушич. Тие обавезно беше југословенска драма и така натаму. И така, јас го прочитав, тој го видов. Разбираш, јас не го читав за да го направам, ама го видов како што го представив. Добро. Некако ми беше супер вон. А како ги собираш луѓето, знаеш? Луѓето ги знаев јас. Кој друг е студент по глума или нешто? Никој. Тука никој. Во тој момент никој. Да. Само јас завршив. А другите што прават другите? Другите се екстремно талентирани. Тоа е тоа. Толку е и сега така, а ја немаш блокадата во главата дека се глумци.
Така. Едноставно Викаш се- има постои такво нешто, а? Демек глумец. Знаеш колку има такви? Не се глум. Да, Актери. Има многу такви. И тој го видов јас сето тоа и ги видов и луѓето кои се внатре. Ти прифатија без проблем си? Никаков проблем, разбираш, што толку беше прифатено со една таква пријатност, леснотија, една горе. 6 месеци ние се зезавме со сумнително. А кај пробувавте, пример? Кај мене дома, кај некого дома. Леле. И тоа беше, како ти кажам, ние јадиме, пиеме, го вергламе текстот и тоа беше вака. Плива. Ние работевме на тоа, така, ние сакавме Мерцедес да направиме цело време, го спомнуваме, така, како приказна дека треба да се работи, да се стварно да се работи за да фати нешто, со кеф и со љубов треба да се работи, да. Ако не се работи со кеф и со љубов, нема ништо. Ти да речеме како човек што игра таков тип на инспектор, како гледаш на сузбивање корупција и тој тип на работи? Мислиш дека тоа е вечна појава како, кај да знам, проституција вела дека е вечно, нели, најстразанијата и секогаш ќе биде. Мислиш дека има начин да се справиш со корупција? Да, ама можеш да се справиш ако сакаш, тоа е индивидуален проблем. Не мислам дека е тоа како зараза. Добро. Значи до секој човек е, уствари. Јас ако не сакам да видам, Како труло јаболко можеш да ги расипеш и други угајва. ако не сакам да видам, нема да бидам. Ако ми нуди некој пари, нема да земам. Ама така јас. Така. А денеска ти, например, ако не сакаш да земеш од негде пари, ти глуп. Зашто па сите други земаат, а? Сите други земаат. И мисли и така го гледам јас тој Што би проблем. правил, пример, би казнувал? Што би правил? Кој е начинов да се справуваме? Високи ли казни ли, повеќе ли? Пари. Да им прво Така? луѓето повеќе пари. Обезбеди ги со поише. Мислам дека тоа е единствено така да му добра плата, сериозно добра плата и ќе се намали корупција. Не дека ќе се снема. Држава точно. Така, човекот околу. Барем нема све да граба, 10% ќе ќе се граба. намали на сериозен процент, така. Држи. Ти знаеш, ти си одиш на летување, ќе си купиш кола, ќе си одиш на зимување, ќе си купиш ова, ќе си купиш ова и не се мачиш. А вака сакаш. А и не некој можеш. ќе ти рече иди шекерче. Сакаш? Си имал таква случка да ти бара некој, да ти рече, колку сакаш. да ти рече вака? Джепче. На граница не многу. На граница? Прв пат ми се деси мене тоа на албанска граница. Ај, мајката. Демек, напиши си го рече името и презимето. Добро. И бројчето. А ти шо присamo? Ништо со да Ништо. Добро. И јас пишувам. И ми га, проблем. Добро. Гледам нешто да не сгрешим. Така се викам. Да, проблем. И сега така ескалира. Проблем. И го гледам вака и ми кажат, проблем. Викам, колку е проблем? Проблемов. 5 евра. Не, 5 евра, мајката. Мене непријатно. Мало корупција. Мало. 5, чекај, 5 тука, 5 ваму, 5 Гирица. таму. На крај 2 кила. И накрај излегувам. И ми вика на крај, не знам која му е функцијата на човекот во едно мало куќаре. Све поминуваш. Све, ова ти правам одамна пред година. Добро. Се поминуваш едно куќаре има и тој надворе од куќарево и Последер. да. И викат кафе. И кафе, нали, треков и со тебе кафе, но там 100 денари. Непријатно ти е скроз, ама сега си побара човек. Аз мисли дека да му извадиш 100 грама кафе, човече. Да има, да знае, 100% ќе му извади. 100%. Нати кафе. Сега истите тие луѓе за сериозна плата. Да. Ама пази, истите тие луѓе која проаѓа не Горан, него некој шлепер која проаѓа, вајда Оди ти во... не е баш со кафе. Оди во Германија и речеме оти 100 евра. Или речи кафе. Кафе, ќе видиш ти колку е. Ќе вариш кафе. Ќе вариш кафе. Имаме едни блиц прашања. Вака вика. Тие ми се најтешки. Најтешки, нели? И мене искрено ми се Најтешки ми се. најтешки. И кога ми рече некој вака блиц прашања, одма притисок од се треба да смислам што ќе ти речам да се отриеме. Ајде, пукаме. Како си кога си љут? Бегај. Толку, а? Бегај. Не бе се шалам, нема. Кога ќе сум лют,
Значи прво Од кој тип на човек? Знаеш, оние што знаат да издишат? Не, скроз така, скроз. Да? Скроз. Ама некој пат, например, ако стварно се претера, така, добро. тера и бега и... Секој има граница. Да. Што те растажува најмногу? Неправда. Да? Си од тие... Не во таква смисла, знаеш како борба со неправда е секој пат апсолутно губење на енергија. Дон Кихот. Така, со ветерницата, да го мавте, се тепа со ветерницата. И тоа е стварно тажно, затоа што така сите луѓе, јас не познам човек што е онеправден. Сите се борат со тоа и тоа е, како да кажам, емоционално-психолошки проблем кој мислам дека треба да се реши. А како да се избори со тоа? Да знаев. Да знаев, ти кажеш. Јеро ти е Пантиш или инспектор Томе? Инспектор Томе. Дефинитивно? Види. Не, Јеро... Пушка го, како го каде? Јеро ти е Пантич е... една основа. Кај што повлече Томе. Краток е, отсечкава е многу пократка тука, ово е игран, граден, правен, додавано... Не, инспектор Томе, тоа е суштина. Институција. Сега ми кажа, не знам кому му вика на еден од ликовите, ајде сега чекар, Антонио. Добре. Гледај овде в суштина. Колку е јако. Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Добре, тука е суштината. Гледај ме в суштина. Добре, колку од тие работи се импровизирани? Во смисла мислиш... Дали се пишани? Гледај ме в суштина и покажи према очи, пишува текст? Не пишува. Ти доаѓа? Си пишува таму што треба да се каже. Ми доаѓа. Го планираш, пример, или на лице место ти? Некој пат не планирам. Например, и сега, така нешто, така, ајде, да си има во глава, сега како што разговараме, така ми доаѓаат идеи. Кој имаш еден момент, ова ќе го кажам, нема да ми се науза. Као треба да се клава во една од сериите, така 5G антена. А то ме сака да клај 5G, пошто е таму. Сигурно. Е некој фактор сега таму, во хотелот. И Миле се и Дончо. Ќе ни читат, рече антенава, мисли, ќе читат, вика, мисли, вика, така имат мисли во главата, вика, ама ти немаш мозок, имаш торта со ореи. Например, така. А тука може било што да кажеш. Ти немаш мозок, ти имаш... Концептот не е нарушен. Пача. Ама во моментот ти текнува. Супер. Така. Торта со ореи. Како? Не, бомбона. Така. И така има еден куп така. Добро, не ли пукаат од смење у тој сите? До еден. Тоа се дешават. Последно така седиме сега така и викат, ве молам, рече ево уидат. Го сакате, демек доаѓам јас, а со колегиве така ви стресит некоја зелена, не можеш да не се насмеш. Не можеш, колку сакаш биди ти колку профи. сакаш. И ме гледаат, јас се сеќам една сцена со Игор Ангелов, карши мене седи, пака ме гледаат. Него не го снимат крупно, мене ме снима. Он само треба да биде тука. Абе, викам, немој, не можам, вика, што да правам? И што е пример чарето, се врти вака, пример да се еде или како, што правите? Ништо, ме разбираш. Или само едноставно издишуваш 2 минути? Долго време работиш, така си уморен, така и сакаш да се олавиш, и така смешно, ти интересно е, пријатно е. Така, мора да тренuje. Да. И во еден момент така си викаш, ај ќе стегнам заби, и ќе го направим. И така, и ќе го направи, сигурно дека ќе го направи. Али, она што гледачот го гледа, да речем, на еден несвесен дел од себе, гледа дека уживаме. Ја гледа забавата. Ја гледа уживањето дека ти сега ќе прснам во смеење, ме разбираш? Кој што спомнавме преска, може да појдеме до драмски, да не вратиш за тие денови, сакам малце да се потсетиш и ти на деновите сомнително лицо кој се правеше, тоест кој се снимаше во драмски, а и да не кажеш нешто за студентскиве денови, ете, сепак таму си прошол добар дел, нели? Добро, таму да ти кажам. Сега ти живееше у Скопје тогаш или како правеше? Да, кога студент си живее во Скопје. А каде, што правеше? Па на неколку локации живее, под Кирија. Сам? Под Кирија, не. Живеев еден период, првата година со Драган Довлев, па после живеев со Тони Михајловски и Никола Ристановски, после останав со Никола Ристановски до крај. До завршување на четврта. Значи Никола е сопатникот во студентските денови. Да, јас и Никола живеевме заедно 4 години. Па ништо, одиме таму само претходно дека сме во пола.
Годниче Годниче. чаеви за тебе, Горан. Исто така и ова е прва македонска премиум паштета од ПКБ-ско. ПКБ-та се вика. в политанките ми дај. Благо, Блашко. Фала ви. Годинава насолено сме. Да, одиме во Драмски, ајде да видиме што се случува таму и да ни кажеш дел од приказната. А си возел така, си мераклија на возење? Пример, Владко Стефанов си вика многу жива која вози. Возев, јас 15 на години работев низ Европа и возев, носев. Низ Европа? Низ Европа, да. А што работиш? Тоа се социјални едни проекти, се викаше уметна за обштествени промени. Добро. И во тој период одев доста на семинари, на работилници, најчесто во Германија, во Берлин работев 10 на години. Мислам не работев континуирано во смисла цела година, туку по месец-два. А тоа значи проект фактички. Да. А ти во својство на имплементатор, или? Имплементатор и едукатор. Така. Да. Човече, ова не сум знал. Да. Се користи театарот како алат. Медиум, да, со најсилна социјална, како се вика, динамика и А за кои категории беше наменето? во принцип за сите млади до 25 години. Аха. Да. И со кои све се гледаше, да речем, германци и какви, мислам, кои држави се пројдоа? Германија, Португалија, Франција, Данска, мислам, јас и во другите работев, ама тука не многу. И имаше еден сериозен период кај што тоа навистина фати корен. Тоа е таму препознатливо, кај нас за жал не е препознатливо. Во смисла како едукативен метод. И ти си фактички цимер со Љац и со Никола Ристановски? Не, со Никола бев цимера, со Љац се дружевме многу интензивно во тој А Љац го период. местевме правиме думари. И кај ја сега оваа конкретно што се случува тука, кај што сме? Слушај, овде бевме, ние имаше една трафика долу и имавме купено кило банани и чекаме за трафика, уствари што беше цело приказна. Како и секој нормално глумец сака да го викне да игра на филм и така натаму. И му звониме ние на Љац и му зборуваме јас на српски. Хало. Ал тоа е господин Владимир Ендровски Љац. Зове му изавала филм, молим вас, рекој, ми се налазиме у хотелу Карпуш да доаѓете, каже, направи смо кастинг за вас, играте у том филму. Нема проблема. Не се сомнева нешто да рече... Ништо. Долазим одма. И ние го чекаме, се возеше на југо, црвено. Усари сите му го возевме југото. Тоа беше, а? Да. Театар мобилот. Да, не, многу бевме пријатели, многу блиски, затоа се дрзнавме да направиме такво еден... Едно нормално, да. така е. И ние чекаме за трафиката со една кеса банани. И го нема и ете го. Так, доаѓа. Влегува во хотел. Хотел. После 2 минути излегува од хотел, нема никој. И ние поминуваме. Сега како што поминуваме, тој демек се крие нешто. Абе, викам, Љац, што правиш бе? Ништо, дојав така, рече, едно кафе да пијам. А не кажа? Не кажа, тоа е приказна. Втор пат ние поминуваме, пак ете. Абе, што правиш да не чекаш, викам ти нешто? Не бе, не, Јанка, абе да не те викне одава на филм. И вака реклија, абе, вие бевте. Цват, ја? Да, ние му викам бевме. Ево ти викам едно кило банани сега. Браво. Да, те браво. супер беше. А Никола вака делува на сцена многу сериозен, знаеш, вако. Тој е изворен актер. А како цимер, исто беше сериозен цимер или... Види, во смисла ние живеевме, не речи си точно 4 години заедно. Види, во секој случај ние бевме тогаш млади. И живеевме супер, значи чим сме преживеале 4 години заедно, значи било се како што треба. Да. То со жена тешко не Налет, што викаш, да. Не, имавме сериозно добри периоди, добри студенти, бевме редовни, не бевме... Значи белјаджи, не бевте некој... Не. Вака, за пријатели ќе направевме некое темпере. Те врзуваат не само тие спомени со студии едно друго, него тука е фактички што го спомнавме преска сомнително лице, од снимката од сомнително лице што сите сме ја гледале. Снимката од сомнително лице беше во Драмски. А како стигна да се снима? Кој ја дава таа идеја Па да нели снимаме? соработувавме со К15 тогаш. Аха. И мислам дека Бранко беше дали заменик директор во А1 телевизија. Тогаш и така направивме Уште со репчето беше бране. Да. Дали викам да направиме ние да изиграме представата, вие снимете и после кога ќе заврши играње по театар, вие можете си емитувате на телевизија. Супер. И така беше и во еден ден продадовме 7 представи. 7? 7.
А колку беше игравте рекорд. максимум во еден ден? Сите тие, не, во еден ден игравме по една. Да, не по 2-3? Не. По една, пошто траеше 2,5 сати. Значи, Зависи строго заради тоа, така? Да, ако влеземе во шема и 3. Да. Ако се импровизира, да, и таа нека? снимка што оди сега на интернет и по телевизија едно време одеше, таа е тука снима. Едно време на еден, значи ја мислам дека редовно се пушташе по еднаш Да, месечно да. сигурно. Па луѓето ја гледаат ко фудбалска утакмица. Пак. Со пиво, ден денес. Невидено. Да, а Баш чекај, ми е драго. која ја снимавте? Сигурно, сигурно, препоставувам не очекуваше ти дека таква бум ќе има, пошто веројатно не осекаше што ќе биде кога ќе се стави на телевизија. Никако. Така? Никако не очекував. Ти ја очекуваш, мислам, ја перцепираш како театарска представа. Да, ние игравме во Охрид и си се полнеше, ама пази, тоа беа 93 години, 93-та, 4-та. И луѓето си гледаат театар. Тоа беше преполно. И решивме ајде да пробаме Скопје. Кога пробавме Скопје со рекламата со Бранко што ја направивме. Тој со цвекеце чекаше некоја девојка да дојде као, повелете, гледајте сомнително лице. Аха. Во еден ден 7 представи се продадоа. Прејако. Гениално. Тоа се така сладко среќни моменти. И кога се случува тоа, пример, имаш момент кој што треба да си режеш, чекај, дај да не се понесам, дај да не се вивнам, да речам, кој некогу сум јак, популарен, не знам што. Не, напротив, ние работевме тогаш, така, луѓето што работе во сомнително лице беа аматери, ама сериозно талентирани. Тачно. И ние не работевме да играме представа, да печалиме пари, ние игравме од срце. Желба. Од желба. Без оптеретување, нели, за тие работи. А не ви се собраа комршо јаци луѓе што сакаат да го искористат баш тоа? Пример, знаеш, да лапнат, овие не знаат, аматери се. Мислам дека повеќе беше да му умре козата на комшијата. Така. Они нека не успеат, за мене не е битно. Биди, за жал, да беше сето тоа во денешно време, некој паметен ќе го искористеше сето тоа и ќе го направеше како што треба, но тогаш не беше така. Е штета. Штета тоа.